Ja lično imam malo, kako da kažem, strah od makedonske publike, pošto čini mi se da oni znaju malo da budu kao, malo kao da, to je ta laga kritični, ali uopšte nije bila ta atmosfera, naprotiv, vrlo onako, kako da kažem, lepa dobrodošlica i sve vreme se nekako, posle koncerta smo se grlili, ljubili. Добар дан и добродошли. Јас ќе зборувам на македонски, се надам дека ќе се разбереме. Мислам дека се уште не држи духот на она што некој се викаше заедничка држава Југославија, која што така од ненадеж се распадна преку ноќ, па не знам дали беше баш преку ноќ, меѓутоа се распадна и ете не остави нас, условно кажано помладите групи, бендови, артисти да не комуницираме доволно и како што тоа некогаш би било во Југославија и така натаму. Не знам дали се согласувате со мене. Ама сега зборувавме во моја кола дека почнав да ви зборувам дека мислам дека нема доволно комуникација помеѓу сцените во бивша Југославија, како почнавме веднаш со најбитниот проблем од сите во случајот. Има ли комуникација меѓу артистите во бивша Југославија? Каков е вашиот впечаток, да речеме, после толку години? Pa nije da ne komuniciramo, sad ako pitaš baš među artistima, da. Ajde, mi nemamo iskustva iz Jugoslavije koju ti pominješ, ali u principu muzičari nekako idu ispred svih ostalih, tako da mi od uvek radimo na teritoriji cele Jugoslavije, dakle bolje komuniciramo od političara. Знаеш зашто го кажувам ова? Затоа што вие сте дел, сите знаат сега периодов констракта, се случи Евровизија. Не знам дали се сега се видовме во Дојран на Ди фестивал, јас ти кажав по концертот, ние и тебе лако. Знаеш, имаш бенд со кој свираш колку, 15 година, 20, не знам колку постојат веќе Земја грува, и имаш некој солиден успех, да речеме, некоја солидна популарност. Морам да бидам искрен дека во Македонија многу малку се знаеше. Гледав едно твое интервју, вие рече дека сте биле еднаш. Pa jesmo, da, mislim da je bilo možda 2000... bili smo 2 puta u Makedoniji, da. Ja sam u Skopje, Design Week, bio je neki Skopje. Design Week, okej. Ali to je bilo davno, ja mislim 2014. na primjer. I to не е некој настан на кој што практично не е некој рок фестивал, музички фестивал или нешто слично каде што се промовираат настани, туку тоа е пред се дизајн евент на кој што се промовираат други работи. Така што сакам да кажам, македонската јавност вас многу не ве познава као Земја грува. Се случи успехот со констракта или ова твое, како да го наречам, алтер его или што и да е, неважно, сите си имате некои, нели, МС Милован, констракта и така дале. И се случи успехот и одеднаш цел Балкан дозна за констракта, ама преку констракта полека луѓе почнаа да чепкаат и да дознаваат што е Земја грува. Што беше Земја грува? Некаде пишува дека е платформа, некаде пишува дека е група. Малку ми е затоа што сум самиот дел од колектив, односно од бенд кој што постои 28 години и мене таа платформа 28, да, 94-та сме почели као клинци и малку ми е нејасно како може да функционира еден колектив или музичка банда као платформа. Тоа ми е малку не ми е јасно. To je u stvari postavljeno tako da je kao neka ideja servis za autore. Tako i to je ideja. Ideja je samo playground, znači ideja je da postoji određeni playground, mesto gde se svi skupljamo i neko ko je facilitator, odnosno neko ko se bavi time to u tom trenutku. I tako smo se mi skupili, znači ideja je bila da se, pošto smo je radili već pre nego što smo napravili Zemlju gruva, mi smo radili u Mistake-u, tamo smo počeli kao taj trio koji je posle postao još poznatiji u Zemlji gruva, sad više i nije taj trio, sad je bitnija. U stvari se neki koncept koji je zamišljen na početku tek sada negde dogodio. Mi smo hteli da napravimo platformu, u stvari kako bi ti rekao servis ili tako nešto, gde bi rešavali te probleme, gde bi jedan anti-muzička industrija projekat, gde bi se mi međusobno pomagali i završavali posao sa idejom da ćemo zajedno napraviti nešto od toga, jel? Сега мене ме интересира, музичарите знаат да бидат страшно суетни. Да, па да не се лажем. Како функционира тоа сега, знаеш, констракт има некоја... Музичари, си. Да.
Ljudi su Što tako. znam za nas, pazi, prvo su glumci kao oni najsvetniji, tako ja znam, pošto mi je supruga glumица, pa onda kao музичари и сви причају као сите зборуваат дека музичарите се посебно светни, со вас не се работи. Знаеш, окей, има Код вас поприземни. у куќи. Па, види, nije лако. Сваки дан помало рад. Ама, не можам да замислам, знаеш, ја дојдем од колектив група која што брои 8 души, нели, плюс тонци, монци, тоа е негде 10, знаете, познато, вие сте голема банда, мислам, со Земја грува. Како е тоа сега кога, конкретно за тебе ме интересира, ти се случува успех како констрактор? На Beovizija беше така изборот за Не више, не, сад е избор за песма. Песма за Евровизија. Добро, така беше кај нас Скопски фестивал, па потоа направија некој избор, па сега сами си бираат кој како ќе им дојде. Да, па по добро, телефон, сакаш да идеш на Евровизија? Нас така не се јави една година. Сакате да идете на Евровизија? Како бе да идеме на Евровизија? Не оди тоа така баш. Нема врска, меѓутоа тој систем си постои некако за и кај нас е се уште популарна целата матрица околу Евровизија. И што се случува сега со Земја грува? Констракта имаше успех, или како да го наречем, проектот Констракта као дел од Земја грува, од друга страна Зоја Кида имаше исто нејзина тема. Што се случува сега со... Знаеш зашто? Затоа што сега кој ќе отворам страницата Википедија на Земја грува, пишува ex-members. И таму стојат, не знам, да речеме Зоја Кида и тако дали. Да. Где смо сад? Па, ево, тоа е сад целата замисел, дакле, Земја грува јесте бенд и у том бенду постоje автори кои су носиоци тих песама кои изводе. И Земја грува е тако функционисала да су ту били Зоја Кида, Милован и ја, као автори песама и текстова пре свега, ајде. Е сад, и наша првобитна идеја била да то буде Зоја Кида и Земја грува, Констракта и Земја грува. Меđutim, to nekako nije uspelo da se primi, pa smo mi to skratili na Земја грува i tako smo išli 10 godina. А сакаш да кажеш дека од самиот старт ви била идејата да биде Па била тако е нешто? та идеја, да. Меđutim, nije nekako izgleda laka za komunikaciju ljudima, to baš i nije jasno. Nije interesantno, moraš da objasniš, zato što su specifične stvari u pitanju, mislim, tu u stvari, pre svega postoji studio neki, gde se mi, što je mesto gde se nalazimo, mi to zovemo Groovland, jest. Studio Groovland, mi imamo izdavaču kuću koju smo napravili. Ideja je bila da mi sami, pošto sami stvaramo svoju muziku, sami smo počeli da stvaramo svoju muziku u stvari praktično od 2000. godine, od Mistake-a, tada su braća Bon sami napravili u svojoj sobi sa kompjuterom u Nomad, ja mislim da nije ni Pentium 1 nije postojao u to vreme, ili je tek došao, valjda, i oni su sami to pravili neku muziku, mi smo tamo pevali, kod njih u sobi snimali i tako dalje, tako da smo mi od još 2000. godine imali materijal iz sobe, mislim praktično iz kućnog studija. I pošto smo pokušavali da sarađujemo na razne načine, sa ne znam s kim, tražili smo producenta u Beogradu, nismo mogli da nađemo odgovarajućeg producenta koji će razumeti šta mi tada radimo. Pa smo na kraju zaista završili sa materijalom iz kompjutera direktno na vinil i to je video tamo negde izdanje u Austriji, taj vinil ne znam koliko su ih oštampali tada, to je bila 2003. godina. Uvijek ista priča kad pitaš benda da imate od ovog ili od onog, kad nas pitaju imate prvi album? Ništa. Kasetu smo imali od prvog, Nemam ništa. Imam ja, kaže meni, bravo, super za tebe, ja nemam, šta ti kažem? Daj mi da presnijem. Znači i vi ste isto pričali. Ista, pa da. Pa kako, mislim, znaš, sve vreme fokus na tome da stalno nešto radiš, nešto stalno planiraš, ciljevi neki, šta znam, i tako da onda ne baviš se arhiviranjem, ono to sad neko drugi treba, valjda. Tako da je to u stvari ideja koja je još od onda potekla da mi sve samostalno uradimo, znači od, što se kaže, od samog zamisli koja je tu iz glave iz sobe direktno u etar. I to je nama negde bila ideja, mi smo to i uradili kao Zemlja gruva, uradili smo šta nešto prvi put, ne, mi smo bili pre Dubioze, smo dali taj besplatno za free download svoj materijal i imali jako lepo. To Napster u to vreme? Ne, mi smo to stavili... Ja ne znam gde smo mi to stavili. Mi smo stavili negde, zakačili smo ga negde i samo smo svima javili materijal je tamo, izvolite, skinite ga i onda su ljudi skinuli. Mislim, imali smo 50.000 downloada. To je Zemlji pomoglo da postane popularno u to vreme. YouTube tada još nije
Ja mislim da ga... Pa ja mislim, bilo ga je. YouTube od negde do 2010-12 ne беше toliko aktuelno. Da, slab je bio YouTube, nije to još bilo ovo sad. Mislim da ga još Google nije kupio, otprilike tako nešto je bilo. Ali dosta nam je pomoglo da tu dođemo do publike, ali sad evo da se vratimo na tvoje pitanje. Dakle, početna zamisao jeste da ti imaš kao neke autore koji imaju bend koji ih podržava, to je Zemlja gruva bend. Kroz Zemlju gruva je prošlo mnogo ljudi, menjao se sastav benda, ali Zemlja gruva kao brand ostaje, jeli? Pre par godina ja sam odlučila da objavim pesme kao Konstrakta, budući da su se one dosta i razlikovale u zvuku možda od onoga što je Zemlja gruva ranije radila, i da sam ja u njima... Pa čim se predstavila, u suštini kada je Zemlja gruva krenula, ona se predstavila sa tim. Isto je specifično je to što je, znači tu je studio, jeli, i mi smo svi tu negde, dolazimo svaki dan, Konstrakta, Zoe Kida, kako ko tu sad radi, uvek imam neko ko radi s nama u studiju, tako da u stvari u samom stvaranju nikada ne učestvuje bend, nego band posledično bude kao nešto, mi se skupimo i onda sviramo, ali stvaramo muziku ne toliko puno nas, ali slušamo svačije mišljenje. Znači svako ko uđe tu, prošli se u studiju, svako kaže nešto, ovo mi je super, ovo mi se ne sviđa, ajde da pogledamo ovaj deo, onaj deo i tako dalje. Tako da mi pokušavamo tu baš tu ideju oko sujete da je potpuno anuliramo u smislu da ako se radi svaki dan, ako to traje, ako to nije... Osim što mora bude kako ja kažem. Ti ili ja? To je to, o tome pričam. To, da. Каков е Белград како град за мене Белград ми делува доста тежок како град за првенствено за настапи. Ние многу сме се труделе со Суперхикс да настапиме во Белград, сме имале само 2 или 3 пати. Od koje što ti si bil producent i na Kojot spored ono što bi... Jeste, pa i on je dolazio, pa to je, mislim, ja sam to sve podveo po taj Groovland, to su ljudi koji su dolazili, imali neke ideje, hteli nešto da urade i onda, znaš, kao prilika, zašto, gde je prilika, evo tu je, mislim, gde ima dobre volje, tu je prilika i onda smo radili tako nešto u jednom periodu i Kojot je bio tu, mislim, baš puno ljudi. Вие сте били практично збиралиште на све што е некоја авангарда, да речеме, однос на танци. Колко smo u mogućnosti. Imali kapacitete. Добре, сепак се исплатило тоа на крај. Ова со Констракта, иако влезе во едни по-мейнстрим, како да ги наречам, комерцијални води, сепак Да, ovo je sad... Е доста важно, сега да кажам, доста е важно за сцената. Затоа што преку тој поп момент, многу луѓе откриваат, да речеме во Македонија, мислам дека повеќето не знаеа кои се Земја грува, што свират, иако е бенд кој што има сериозен печат оставено, и тоа е исто се случува такви состави на територија на цела бивша Југославија, многу малку се знае за нив. Така што мислам дека доста повлече. Pa jeste, da, ali evo, ovaj način jeste možda praktičan način da dođeš do šire publike, jer znaš, sad ti da bi znao, ima sigurno bendova i u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Sloveniji, ima bendova za ali to podrazumeva da ti sedneš i da istražuješ, mi smo svi lenji. Да, ама ова дојде до една широка маса. Ја тргнувам од мојата керка која што кога гледаше настапот на Евросонг, знаеш, прво жена ми вика, слушај, имаше, вика, гледаше тоа српскиот избор, викам, не, ја бев на некој настап, се викам, дај, не ме замарај со такви глупости. Имаше, вика, Србија, една, вика, многу интересна. Ајде, викам, што може таму да биде интересно, пошто прочитав нели Аца Лукас таму, што имаше и други некои моменти кои што не се баш вредни за спомнување, драги. Значи, на вербали, меѓутоа се појави ти, вие и остави еден печат, ми вика жена ми погледни го ова, викам, ајде, што ќе гледам, погледај го. И знаеш, од старт имаше еден момент кој што си викаш, чекај сега, што е ова? Што се случува? Која е пораката? Кај одиме? Кој е позадината на сето ова? Кои се луѓе? Ја појма немам дека сте дел од Земја грува. Ние сме свирале заедно 2012 година, имаше Avenue Mall, еден настан во Загреб. Tamo smo svirali zajedno. Ние прв пат A nego ste vi svirali prethodnog dana. Ми сме били дан пре со Джинксите. Да. И прв пат викам, чекај бе, со овие луѓе ние сме свирале негде. Викам, прво да ги побарам кои се, што се. И керка ми, знаеш, почна да пее песната и onda почнаш да ја објаснуваш, чекај се, има порака тука, не е таа песна така. Знаеш, и фала ти за тоа, доста едукативно и за тинеџери и за други маси да сватат дека не е само турбофолкот единствениот музички израз кој што сега царува на Балканот, дека постои нешто друго. Мислам дека таа борба на она што се случи со Инкорпоре Сано, со целата таа сцена,
доста благодарна и ви благодариме за тоа, затоа што мислам дека се поместија малку некои работи. Знаеш, почнаа луѓето да бараат и нешто друго, да истражуваат, да... Pa dobro, da, potrebno je da se jedne strane publika malo istražuje, a potrebno je da sa druge strane artisti malo naprave neki napor, ne bili postali vidljivi. I mi smo u suštini iskoristili nekako to nacionalno takmičenje za pesmu Eurovizije i samo Euroviziju da bismo bili vidljivi. I rezultat jeste to da zaista ima nekog, ajde kažeš, novog sadržaja koji ima opet neku slojevitost и kompleksnost koji može da... Нема, вие многу добро го спакувавте тоа, знаеш. Начинот на шок кој што го приредивте, на квалитетен шок беше одличен, затоа што сепак живееме во време кое што младите генерации, ти имаш две деца, предпоставам малку постари од моите, не знам сега на која возраст се. Да, па и он. И ти, моје се 9 и 14. Да. Исто. Тинеджери, И знаеш, они се навикнати на тие TikTok. Живееме во ера на TikTok, значи све е брзо, све е инстант, се е на 20 секунди, ако не им задржиш малку внимание, нема, тоа поминува све. Мислам дека ова беше баш еден шок, онака и естетски, и визуелен, и секаков, а квалитетен во исто време за таа публика која што практично расте покрај турбо фолкот и сите овие инстант содржини, им го задржи вниманието. И тука малку, знаеш, да ги замисли, да ги пренасочи малку кон нешто што треба да ги интересира, не само овој цел шлям и шунт кој што ни се случува, и мислам дека имаше баш таков позитивен ефект. Dobro, ne možemo Trnovod kod mene doma. Da, ne možemo da odbacimo, prosto tako stvari funkcionišu, deca su navikla na slike, na tu vrstu nadražaja, mi to moramo da prihvatimo i da to koristimo kao vrstu komunikacije. Ono što jeste zanimljivo jeste da smo mi izbacili taj triptih pre ovog televizije, da. А чекај, како би тоа кога се може да биде неиздадена песната, да биде издадена па да се тука беше за време да има неки временски рок, мислим да има неки временски рок типа дали 6 месеци, да е песма излезе 6 месеци пре пријаве или така. Мене тоа ми изненади затоа што дека се веќе објавено. Ali имаме да ту една битна ствар. Битна ствар е да се што се десило, мало пре си ти причао како се ту сад иде на Eurosong, дали из Македонија или одакле и šta ja znam. Да се уствари у Србији се ту десил еден момент да toliko nemaš gde da pustiš svoju muziku, osim na YouTube, pa sad neko te slučajno nađe, ti nemaš gde da se ispromoviš, nemaš gde da pokažeš, osim svojim prijateljima, jeli na Facebooku ili već gde god imaš te neke followere, koliko imaš followere. Ni to nije isto ništa čudno, s obzirom da su velike izdavače kuće počele da uzimaju YouTubere i da ih teraju da pevaju. Čim YouTuber malo propeva, evo odmah tu izdavača kuća velika dolazi, imamo novu zvezdu, jer YouTuber je progledao, odnosno nije progledao, propevao, ali dođe da isto, znaš. Ali raspevani YouTuber i kao pojam, razumeš, govori o tome koliko je možda ceo način promocije muzike nestao, razumiješ, znači više ne postoji. Čak i veliki izdavače kuće koji su već industrija, imaju para i tako dalje, hvataju se za neke ljude koji su sami sebi napravili popularnost. Znači, nemaju rešenje kako da dođu do ljudi na drugi način. Pa ili je opet jedna nova tranzicija. I možda je i to, ajde. Ali, hoću da kažem, posljedica toga se desila da je prijava bilo, ogromna količina prijava za pesmu za Euroviziju. Da, sepak je centralan neko nastav. Svi su se prijavili, znači bilo je, mi smo se prijavili, Jaca Lukas i svi, ja ne znam ko se nije prijavio i to je u stvari, meni je prvo to bilo šokantno, znači kad sam pogledao kao ko je sve prijavljen, bože, znači i sad sreo sam posle toga Marka Luisa na ulici, rekao zašto samo ti nisi prijavio, ja ovo nešto kao ne, tako da, ali stvarno se svi prijavili, što govori o tome da nemaš način, da taj jedan način gde su se ljudi, svi su krenuli da iskoriste to, da se pojave tu i tako dalje. I to je bilo najveća stvar od svega. I sad na povrh svega toga da su uopšte prihvatili pesmu koja je ovako čudna i sve ostalo drugačija. I to isto takođe opet moram da kažem da je to RTS svaka čast, da su imali sluha za tako nešto. Tebi sam to rekao u Dojranu. Kao i nije tebi lako, 15 godina, 20 sviraš sa zemljom gruva i onda odjedan put ono, da, svi te... Kako si to sve primila, kako ti je bilo? Mešame se, ja malko esperanto, makedonsko-srpsko. Da, razumemo se, to je bitno.
Затоа што сепак свириш со еден бенд кој што е релативно да речеме познат, не може на таа разина, меѓутоа и денес ти се случува, не знам, Израел таму, што знам, гостувања. Jeste. Čuda Pa vremena. ne, mislim, ako misliš kako je na meni bilo psihički i fizički... Pa sigurno ti bilo da, šok. okej je to, da, sve je to sad u šestoj brzini i sve je to u redu. Malo imaš neku žal zašto zemlja gruva nije nikad uspjela da dođe do... A tu je bilo isto dobrih stvari, zaista. Nego sad odjednom... Ali s druge strane i dobro, mislim, zaista smo uživali svo ovo vreme i šta znam, nekako... Лето беше баш она турба, да? Po turbo, Читав на фестивали, има 20 луѓе вамо Exit. Зошто бевте најавени на Exit како единствените кои што како прв домашен хедлайнер, тоа не ми е јасно. Pa to se isto desilo slično kao i taj izbor za pesmu Eurovizije, isto. Нема, ама зошто сте прв домашен кога имало претходно домашен? Zato što se desio slučaj, zato što se to je incident, isto kao ova pobeda na Eurosong, na ovom kako se zove, PZ, nikad neću to naučiti da kažem. PZ, pošto je Beovizija nešto drugo, sad nije ni bitno. Desio se praktično incident, zato što trebalo je da nastupa, kako se zove ovaj dečko? Neki izvođač, ja sam zaboravila. Pop izvođač, on je bio headliner, on je otkazao zbog bolesti, onda zatim Sepultura kasni zato što im kasni kombi sa opremom i onda nas pomeraju i prvi put ikada dolazimo u 11:30, počinjemo da sviramo i to je headline termin na main stage-u. Da, slot za headline. Чекај, што звучи доста македонски. Кога немаш треба да пополниш тамо некој слот, па онда на крај испаѓаат, ќе ставиме некој македонец ќе пополни, знаеш. Некако стално сме у таа позиција. Нема, па онда кога фали, вие ќе погурате малку. Добро, да. Не знам дали ќе вас таква. Мислам дека премногу им се дава, кај нас е таа болка, јас се борам со тоа со години, премногу им се дава простор на странски артисти во однос на домашни кои што уживаат иста популарност или реакција од публика како и овие други. Дали во Србија? Pa dobro, u pitanju je biznis. Ovde je klasična bolkata. U pitanju je biznis i Exit je možda i najveći festival u ovom delu Evrope i to je sve negde razumljivo, kad je biznis u pitanju. A s druge strane, nakon svega ovoga, mi smo to, to ne mi, nego to je iskomunicirano kao da smo mi prvi headlineri, kao da je to, tako trebalo da bude. Ok, bio je u pitanju slučaj, ali ono što bi bilo dobro da se desi jeste da Exit zaista uzme u razmatranje da neko od artista sa ovih prostora bude headliner bar u tu nedelju posljednjeg dana festivala kada možda stranci odlaze ili već ne znam šta i da se ostavi zaista za domaće artiste da budu Kada stranci odlaze u nedelju, onda, okej. Pa ne znam. Ostavite u nedelju. Pa dobro, mi smo najavljeni bili za nedelju svakako, mislim, zaista je slučaj, mislim, desilo se niz događaja da smo se onda mi naši rekli i onda je najava bila, samo smo čuli kao prvi headlineri. I mi smo to poslali tog dana, znači mi smo headlineri prvi u istoriji Exita postali u nedelju i to smo saznali popodne, kada smo saznali da kombi kasni. Не можам да разберам зашто сте најавени како единствените домашни хедлайнери кога порано имало домашни бендови, не знам појма немам, Party Breakers, не знам. Зашто тоа така не. Postoje, neko je rekao da je postojala jednom neki... Mislim da ne. Da, bilo je domaćih zvezda u dobrim terminima od 9 i tako, ali on kao koji je glavni termin nije bilo domaćih izvođača. Сега би ве замолил ово го правиме секој епизода за 30 секунди пауза за нашите рекламни, за нашиот рекламен простор и нашите спонзори. Šalo. Ете, малку пократка рекламна пауза за нашите спонзори кои што се уште ги нема. Се уште ги нема и ги чекаме и се надеваме на позитивен одговор, очекуваме неколку одговори дека макар во следната епизода би имале еден спонзор. Се извинувам за оваа кратка пауза. Ништо не значи овие 30 секунди тишина, но вистина се надеваме дека некој позитивно ќе одговори, ќе не поддржи, затоа што поддршка не е потребна, продуцентите се нервираат, ги нема, ги чекаме подолго време, нема официјални одговори, така што навистина би не значило доколку овие 30 секунди бидат пополнети макар со едно пиво
реклама за пиво или за некаква мобилна телефон или што е да е, да можеме и ние некој денар. И извинете, сега продолжуваме тоа. Веќе 8 епизода ни се случува истото и moramo малку да ги разбудиме спонзорите, затоа што не можеме да се самофинансираме вечно. Предоставам дека вие сте имале такви периоди во текот на кариерата кога сте вложувале, сега имате фин период во кој што сигурно наплатувате за вашиот труд и така натаму. Како ви се допаѓа во Скопје? Мислам покрај тоа што сте биле еднаш-два пати само претходно. Предпоставам дека како беше вчера? Јас не бев на настанок, морам да признам. Sinoć je bilo divno. Baš bilo lepo. Ja sam iznenađena količinom publike, jako puno ljudi i nekako lepa atmosfera. А зашто си изненадена? Па што е популарно во Србија? Тука овде работите од Србија стануваат популарни пред да бидат популарни во Србија. Не знам дали сте го знаеле. Не. Например, турбофолкот беше популарен пред да почне да се емитува во Србија. Така што сега имаме ситуација во која што буквално сме преплавени од вакви артисти и фала што дојдовте. Да им покажеме на луѓето овде дека од Србија не се увезуваат само турбофолк, па не сериозно. Толку сме преплавени сите овие продукции кои што се присутни во Србија, се и овде лиценцирани, само тоа се емитува, така што ова беше позитивен шок. И мислам дека многу млади ве запознае, мислам дека многу млади ќе тоа е супер за Pa pazi, i mladih i onih baš najmlađih, a i starijih. Tako da je tu široka populacija i jako nekako to poprijem. Ja lično imam malo, kako da kažem, strah od makedonske publike, pošto čini mi se da oni znaju malo da budu kao malo razukao. Da, to je ta laga kritični, ali uopšte nije bila ta atmosfera, naprotiv, vrlo onako, kako da kažem, lepa dobrodošlica i sve vreme se nekako, posle koncerta smo se grlili, ljubili. Да, она како беше, немој, ако поминуваш из Македонија, сегде можеш, ама тамо немој да играш и да пееш. Луѓе, ова е мит, нема врска. Луѓе овде заборавија и да пеат и да играат. Заборавија едноставно и треба да ги подсетиме како тоа изгледаше некогаш. Да, чекај, имаме... Не знам дали сте свесни за вашата едукативна... Вајде, мислам дека после ова некој време сваќате што значува за тие најмлади кои што треба да... Па тоа е дивно стварно, али треба да видимо сад кроз време шта ќе се десити. Знаеш, велика е тоа, стално се прича о томе, и тада е биле су велика очекивања како се Констракта појавила у Србiji, су исто кренули одма, ево промене у Србiji, готово, власт пада, Констракта да, нешто многу се поврза тоа со еден политички момент. Па затоа што се појавио тај неки као, како да кажем, појави се тај дух, нешто другачие се појавило, некако ljudi su to reagovali na to, pošli za tim, podržali, osetilo se nešto drugačije, nešto što nije očekivano. Sve vreme smo u tom nekom očekivanom, a tako sve ceo funkcioniše, sve se prave se planovi, proračunava se. Mogućnost da se pokazalo se da je moguće da se vidi i nešto. Da, nešto drugačije, nešto drugo. I to je ono što je ljudima možda... Од мои пријатели во Србија таков впечаток добив, барем таков бит еден кружеше дека луѓе од Дина сега рекле не може дотичниот да оди на Евровизија, ќе одат сега ќе пуштиме нешто поинтелигентно. Идеме една офанзива имало и сите гласале се воли така натаму. Не знам колку е точно. Ова го добивам од мои пријатели од Србија као Јесу, апсолутно, гледали су луѓе кои тоа не гледају никад. И мислам тоа кога сам добио пријава тоа као ја тоа никад не гледам, ал гледал сам сад. И тако да su gledali ljudi i glasali, hteli su da se nešto, mislim, a uopšte tamo... Iz Makedonije smo dobili dosta glasova, posle kad smo bili na Euroviziji, baš dosta. Како бевме? Први бевме во најмногу гласови даваме или како беше? И тоа е вообично, не? 10 на ali dosta je to glasova bilo, da, 10. Рамковно, добро, окей. И енергетска криза има своја. Зависи од кого треба да увезуваме струја следниот месец. Тоа е доста важно. Па да. Не знам колку тоа сад функционише заедно, заисто, али... Не, има тука. Мислам дека Евровизија е најполитичка манифестација. Не знам. Вие бевте таму, ја не сум бил. Не знам како тоа изгледа. Доста мислам дека тука и лоби групи. Следеći put kad te zove hoćeš na Euroviziju, кажи hoću. Не, неću да платам. Колку сме тражили? Па не, озбилно. Па нема шта да тражи. Па добро, ние... А треба сами да платим. Не, да. Не знам вие дали сами си го... Кај нас имаше... Мислам дека Ѓоко Таневски кога беше имавме еден представник кој што имаше песна се вика јас имам силата. Човекот имаше силата, ама сам си плати бензин за да оди до не сериозно. Не. Ѓоко, ако ме гледаш, извини, мислам дека ова вистина. Сам си плати бензин човекот да отиде на Евросонг. Беше со раперот како си кеше тој ден.
Велја Неволја, некој не битно таму како си каже. Nije taj sigurno. Nije taj. Не мислам да не атираме други. Меѓутоа човекот сам си плати бензин и мислам дека од повеќето изведувачи кои што беа си плаќаа сами. Не знам како е во Србија тоа организирано национален сервис. Pa mi smo to gledali i ovaj Australijanac, on je sam finansirao Kostin svoj. Pričali smo sa njim. Znači, mnogo ljudi investira. Mislim, mi smo investirali. Kako be тоа да инвестираш се праќај национален сервис, ја не можам тоа да разберам. Ali pokriveno od strane nacionalnog emitera. Tu su nacionalni emiteri prisutni na tom takmičenju, tako da uglavnom pokriveno. Pa mislim, ali mora da se racionalizuju troškovi, ne može se bahatiti. Nema bahaćenja, ali sem toga nacionalno takmičenje. Nacionalno takmičenje pesme za... Ne. Ja to moguće da ne bude politički. Mislim, kako? To je nemoguće. To je prosto Dobri, samo... se znaš da je Ukrajina gibi... To jeste politički šou koji ima kao osnovnu temu muziku. Мислам дека Евросонг е ситуација во која што ако не знаеш да искористиш, ако немаш, мислам дека ви имате доволно искуство, има изведувачи кои што имаат прекрасен потенцијал, а ништо не направија. Буквално отидоа, од Македонија беа пратени еден тон и после тој ги снема. Пропаднаа начисто. Значи ништо, имаш инстант некој хит, она не знаеа да го искористат моментот. Вие сте сепак бенд, знаеш. Имаш подлога, имаш материјал со кој што можеш да настапиш и така натаму. Меѓутоа многу беа пуштени во Македонија низ вода буквално. Има и такви кои што баш и не се снајдоа со таа популарност, па после тоа им се случи и други кризи и така натаму. Мислам дека кај вас сепак искуството си го направи своето, па е добро го користите, претпоставам тоа. Pa mi smo, pa za sada smo okej. Mi zato što znamo, misli kako to ide. Mi smo znali tada, još kad smo bili tamo u Torinu, znali smo da treba da krene tur. A ne to, nego stvarno pravi tur. Добре, сега ќе помине оваа еуфорија, разговараме за тоа околу. И како мислите ова да тера понатаму? Ќе се издаваат албуми како констракта? Не, mi teško albume, to, pazi, da radiš albume mnogo vremena, tako da kad bude sledeća pesma biće, znaš, nešto, ja izbegavam tu presiju i ne možemo baš da pravimo sad to po narudžbini. Ja sam bar oko toga, kako da ti kažem, uporna, pa kad bude bilo, biće. Kroz kreativni pristup. Pa mislim... Pa dobro, ovo со трипtikот беше супер варијанта, знаеш. Мислам дека и деца денеска клинци и млади артисти веќе не издаваат албуми. Тоа е некој нов тренд во кој што се издаваат само EP-а. Pa to je samo pa prosto za način konzumacije muzike je drugačiji. Ne konzumira se muzika više na način da se sluša ceo album. Lepo je da imaš album. Mislim, nije to loše, to je super. Ploča pogotovo, znaš, super je sve to, ali prosto mi... Za nas, ali ja ni sam ne konzumiram više tako. Znači, gledam, znaš, ceo život slušam sve, ja sam Metallica još. Da. Znaš, i kad sad slušam, ne slušam više na taj način, preskočim pesmu, znaš, drugačije. I onda nema svrhe da ti sad kao, ako ima nekog smisla, kao što smo mi pravili triptih, pa kao napili smo taj jedan smisao, jedan, kako bih rekao, jednu celinu, ne znam, od 3 pesme, pa smo tu kao stavili u jednu celinu. Pa sad ako hoćeš da praviš celinu od 10 pesama, 20 pesama, možda ima smisla. Ali ovako kao da ste napravi album da neko sluša... Mislim, ja ne znam, da radiš na način na koji mi radimo, nama treba 3 godine za album. 3 godine sigurno. Nekima i 6. Nekima i 6, a može i više. Pa može, da. Pa ne, mislim da je suludo postalo, znaš, u tom konzumerizmu silnom proizvodi se stalno, znaš. I onda sam ja shvatio u jednom trenutku, pošto sam ja tamo tu sedim u tom studiju, onda kako god ko dođe, mora brže produkcija, brže, još brže, jače, bolje, a nema toga, mislim, gde ćeš brže? Jer ti u stvari gledaš kako industrija funkcioniše s jedne strane gde kupe sa svih strana i izbacuju kroz svoj kanal i sad ti glumiš čovek industrija. To doviđenja, to ne postoji. Znači, nema jedan čovek industrija, toga nema, to ne treba raditi. Со Земја грува сте имали ли некаков договор со менеджмент или со продукција, да речеме, од типот на... Mi smo nezavisni od uvek. Mi smo nezavisni od prvog dana i dalje smo nezavisni. Затоа што јас сум имал ситуација во која што моравме да издадеме 2 албума за 3 години. Да, то беше лапо, чекај сега. Имаме материјал, немаме бута и све тоа. Ајде, малку беше... Седни тамо, имаш неку идеju, nema, daj, šta god, znam, da. Pa ne, to je, mislim, to su te industrijski zahtevi, znaš, kao, jer traka ide, štanc mašina štancuje i sad ti kao brzo stigni ti sad
džank I mašinu, onda a da dobiješ napraviš sadržaj koji je... po ništa. Pa da neko... Prazan je, jer mislim nije poenta u... Imaš 15 pesmi, a u principu se Pa slušaju sve si rekao, ali sve si, a ti si ono u jednoj Isto, pesmi da. si rekao sve Bez- i onda si napravio varijetete istog toga svega što si rekao u toj jednoj pesmi. I kao super. I Dobro, zašto? Što je ideja, da se kako se diže na planatu? Pa ništa, idemo dalje, jedno po jedno, ali tako Kostro? Pa ideje kad bude biće. Kad bude bić. To, znači imamo neku pesmu koju ćemo da objavimo uskoro. Izvodili smo je toga, sinoć. posle toga vidjet ćemo kad bude vremena, kad bude... Ali gledaj, pošto je Konstrakta postala sad popularna, ljudi zaista imaju sadržaj da istražuju sve ono što je radila Zemlja Gruva i što je Konstrakta objavila. Tako da Iskreno, ja od nismo sebe u trgam. panici. Pa da. Јас сум слушнал за вас, ама не знаем за целиот опус. После тоа почнав да ги откривам и Джанго и другиве песни, знаеш. Но морам да ви признам, многу добро сте го решили моментот со брас секцијата. Da, to je... Три Ali sada луѓе nema. мање, три луѓе мање. Тоа е одлично. Da. Морам да признам, така да мало ми е нешто сад сам се замислил, гледал сам спојрено и онда истина. кажам, видиш како све супер, а мање троje луѓе. A nema ih. Поздрав до мојата брас секција, брас секцијата на Супер Хикс, ке размислиме за ова. Па не, ама не се чувствува, навистина. Pa nešto, Имаш некоја матрица која што така добро ги пуни тие брас моменти, човекот е диџеј или што му дојде. to je, imamo DJ, ги imamo поздравим и i останатите playback inženjera, imamo sve. И женска басистка што е ретка појава Да, на Балканите. баш. Бога ми, добро свири, одлично. Поздравете, колешка моја. Baš. Така Ali што nije nam band manji, iako nemamo brass sekciju, sad imamo, znaš, i Lightmana i ovog što radi na Bini Ton, A, dobro, to je. znači odu duvači, ali dođu neki drugi. Da dođu tehničari. Da. Добро, али решили сте со ових троje кои свирaju брас. Може Ми ако- нисмо. Ми имају Латман и све, сад нам е проблем. Ово идемо сад следеше неделја за Солун и за Софију. 11 људи, 12, ono mislim, Da, da. kako ti kažem. Pa, Minibus, komika. klik, matrica i Žako, moj drug kaže, kako ti to tako, imaš tu reku, uzmeš to taj tvoj mali, ono, tu trubicu, Taj PlayStation. spakuješ je u ono koferče, dođeš ovde, odeš ovde u svirku, uzmeš honorar, spakuješ svoju koferče i odeš. Rekao, kako, a ja? I onda krene da napravim šta se radi. I onda on meni samo kaže, pa evo ti uzmi sviraj. I ja onda posle toga uzmem i snimim. Ете, не мораш да свириш. Ne moram Ali da se- gledaj, sve je to smešno u odnosu na ovaj trend koji je sad izlaziš sa matricom, jel da? Da. Ja sam pogledala, mi smo imali u Beogradu Beer Fest, gde su nastupali bendovi, odmah iza toga u istoj produkciji Music Week, Music da. Week. Rekao, daj da vidim sad šta je to. I idemo od izvođača do izvođača, tu su samo pevači, plesači i matrica, nema benda. Пази, Ne, тоа е full тренд. playback I ide. full playback, znači oni To je pevaju trend. sami preko sebe Da. i tako mnogo njih radi. I, To je strašan trend na site publika je golemi od festivali 12 sad. godina koliko ima? Od 9 do, mislim, baš je full to, ono, klinci Dobro, od 12 godina mlađa je je baš mnogo. publika, mlađa publika, ali Mlađi tinejdžeri. to je taj koncept drugačiji skroz, znači samo... Да, ма се враќа таа публика, тоа е добро затоа што нели има еден голем проблем меѓу продуциите и менеджментот, тоа со години важи да оди из aging. Имаме проблем со стара публика реално која што оди на концерти и клинци ги немаше со години по фестивали и по концерти. Сега со овој некој нов поп се случува тоа на Примавера во Барселона или во не знам, Hellfest помалку повеќе, али Примавера и слични фестивали, не знам, Гластонбери и така натаму. Имаме баш вакви акти, матрица, Da. дали е хип-хоп, дали е трап, мене тоа се трапот баш и не ми uglavnom, е, to je sad trap uglavnom i onda... што баш и не е Sve ide, добро, pa ама zato on pusti sve sa glasom koji je u autotune. колку време имаме само да подсетиме, тука сме при крај. Ја имав еден концепт за ова емисија, ова нема врска, ништо не прашав на тоа, така што нема врска, си правиме муаве со луѓето и полека мораме да привршуваме, така што ако ни дозволат уште 2-3 минути да си направиме Наравно, муавет. Ги имаме Хајка во оваа емисија повторно во живо. Вчера свира Хајка, ако не се лажам. Тој е еден нови бенд кој е свирал испред вас јуче. Не знам кога сте стигли ви јуче на Биниел. Свирале су пред вас. Гараж, панк рок, неки. A, da, čuli smo ih samo na tonskoj probi. Vrlo ovako agresivno. Агресивно, али јако добро. Ali jako mladi. Јако млади. Да, Тоа е да се чудиш. Да. Ми се случува нека нова сцена во Македонија. Не знам колку знаете за сцената во Македонија. Nemamo pojma. Slabo. Isto kao i mi za- Čuli Tako je. Dinu, da. I, Dina je super da, isto. Jeste, to je jeste. to, ali ne, nismo upućeni.
Дина вчера се појави од она што го видов на снимките во некој чуден аутфит и мислам дека Ана Констракт има директно влијание на таквиот аутфит на Дина вчера, затоа што вообичаено не се појавува во такви некои екстравагантни креации, така што мислам дека ете гледаш како ти влијанието и тоа е добро, нека се шири сцената, нека расте и што ćemo сад? Ништо, пиемо кафу и уживамо. Тебе ти треба одмор, изгледа, ти си се занимаваш со архитектонски работи, ти си инженер, ако не се лажам. Не, јас сам за мало ветеринар. А ветеринар? Да. Како завршите во музички води со овие ваши професии? Па затоа што се дуго сме о томе. И онда просто... Чекај, работите, ти знам дека... Не, сега не? Не. Па не. Не бих могла, не би стигла. Престана или од кога се случи Не, još има године, јас сам одамно Со тоа. куќа совет се занимаваш? Напустила само музика. Не го знаев ово. Мислам дека имате постојани работни места. Не. Не. Све е неизвестно и немамо Као и сугна стални Балкан извор Рекордс. прихода. Добро, значи вие се борите... Имам само брачни партнери кои нас толеришу веќе годинама. Тоа е. Тоа е, например. Да, едни со други, познато ми е ова. Океј, ви благодарам на кратко време имавме луѓе, за жал мора да се враќаат луѓе за Белград, имаат своји обврски, мора да се вратат дома да видат дали е све испеглано, исперено, дали има доволно храна за веројатно ќе исплатат организаторите вчера на време хонорар, пак има и доволно. И храна и за сметки, не чека една турбулентна зима во која што има. Па до ноември ќе имаме за се. Од ноември ќе видиме што ќе биде. Го правиме ќе видиме музичката сцена може да трпи да влеземе во нова корона фаза од ноември. Да. Не знам како вие. Свират има акустично, нема више ни струја. Ние имаме идеја за таков концерт. Со Суперхикс сакаме да се вика нешто електриков и да биде нешто како за поттик на користење ефтина струја и така натаму. Концерт во кој што ќе биде само акустик, без никакви појачала, ништо. Тоа уште пред 2-3 години, ама дојде она што го предвидовме се случува сега, ќе преживееме или зимава? Мислам, вие имавте доста бурно лето, ама некако има чудни предвидувања дека најмногу музичката сцена, ова го гледам и по подкасти кај големи музичари, дека баш музичката сцена најмногу повторно ќе испашта што се вели. Па нама е сад добро. Šta da vam kažem? Mi smo dobro prošli ove sezone. Pa mislim to, znaš, dok možemo da se okupljamo, onda muzičari mogu tu nekako, znaš. Čim tu možemo da se nađemo svi, kafana, nešto, šta god, može nekako muzičar će preživeti. Dobro, za kafana mnogo struje ne treba. Ne treba. Posebno da se podgradu je. Treba da sve što se koristi u kafani se opet na vatru se pravi, tako da je... Луѓе, знам дека брзате, ви благодарам што бевте гости во овој Вербалиум. Ова е еден подкаст кој што се труди сите овие квалитетни урбани теми да им ги доближи до младите, бидејќи по телевизија и по радио нема. Никој радио престана да емитуваат програма. Имаше едно радио шоу до пред некој време, сега ниту радио шоуто се емитува. Случајно јас го водев па и радиото не емитува програма повеќе. Ете, дојавме до тоа, така што ова е некој прозорец преку кој сакаме да ги доближиме сите овие теми. Констракти Земја Грува беа гости во Скопје, имаше фантастичен настан, се надам дека наскоро ќе ни дојдете пак, дека нема да чекаме. Не знам кога сте биле со Земја Грува, пред 10 години, претпоставам, последен пат. Неćemo, vidimo se ranije. Да, порано ќе се видиме, само нека помине оваа зимска енергетска криза. И ова беше уште еден Вербалиум, благодарност уште еднаш донесете гости, слушајте ги хајка и слушајте домашна квалитетна музика. Поздрав!